Почитувани, добар ден. Ние продолжуваме со програмата Радио што се гледа, радио посветено и теми посветени на интерес на граѓаните, се она што во моментов се случува и се што е она интересно за да може да го привлече вашето внимание. Секако тема број 1 се локалните избори 2025 година. Денеска со мене во студиото се Даниела Цветановска и Талија Петреска од невладината организација ЛАК Агро Лидер, организација која што годинава е вклучена во мониторинг на можни злоупотреби на административни ресурси за време на локалните избори 2025. Јас им посакувам добре дојде на двете. Добар ден, благодариме за присуството. Вие сте активни во многу области, а еве за прв пат ве имаме гости и во однос на областа на мониторинг на едни избори. Јас се надевам дека ова ќе значи ваша активност што ќе покаже дека демократијата е навистина на вистинското ниво како што треба да биде, но ајде ќе дознаеме повеќе од разговорот. Од кога започнавте со активностите и каков е овој проект со кој што еве вие во моментов работите? Што значи потенцијална административна злоупотреба на локално ниво? Значи дека некоја од политичките партии, независните кандидати или советнички листи користат општински, односно јавни ресурси, како простори на училишта, простори на дом на култура, без при тоа да бидат платени, користење на службени возила за политички партиски цели, присуство на градоначалници и други јавни личности, службеници во работно време на партиски митинзи, состаноци и така натаму. Главната поента на овој проект е всушност да имаме едни отворени, отчетни општини, јавни институции, се со цел да бидат во служба на сите граѓани, а не на определена гласачка гарнитура од било која политичка партија. Овој проект се спроведува во повеќе од 25 општини низ цела држава. Има над 50 овластени, акредитирани монитори или наблюдувачи, кои што ќе ги мониторираат сите тие потенцијални злоупотреби на административни ресурси на локално ниво. И овој пат се спуштивме на локално ниво, бидејќи станува збор за локални избори, а сепак на крајот на денот општинските услуги, општинските административни ресурси се за сите граѓани и треба да бидат во корист на сите граѓани, а не само на некоја определена категорија на гласачи или потенцијални гласачи на политичка гарнитура. Рековте повеќе од 25 општини ќе бидат офатени пошироко со проектот кој што го раководи ИФЕС. Што значи тоа, вашата организација кои општини ги офаќа и спомнавте дека како се користат општинските ресурси и јавните ресурси, во смисла на тоа, дали и државните ресурси исто така ќе се наблюдуваат? Овој проект е пилот проект. Пилот поради тоа што прв пат воопшто се имплементира во Македонија од Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС, каде што и ние како организација ЛАК Агро Лидер сме вклучени со мониторирање на две општини, општина Долнин и општина Струмица. Она што ќе се мониторира и зошто воопшто всушност се започна со овој проект, поради тоа што во минатото сме биле сведоци на големи злоупотреби на административните ресурси на локално ниво, односно политички партии користеле општински простори, службени возила, материјал од општините или од јавните институции за нивни политички цели. Сето тоа да не биде само кажано во неформална комуникација и во неформален разговор, почнавме да го спроведуваме овој проект за да имаме чисто, јасни, точни и веродостојни податоци и докази дали имало и ако имало во колкава мера и на што треба понатаму да се внимава. Иако се локални избори, иако зборуваме за потенцијална административна злоупотреба на локално ниво, сепак секако ќе се мониторираат и националните институции, како што спомнав, како што се Дом на култура или други јавни институции, каде што пак тука може да има појавување на јавни службеници во текот на работно време, на
определени партиски состаноци и митинзи. Токму поради тоа, наблюдувачите има една 3-дневна обука, 3-дневни целодневни обуки каде што точно значи се кажа начинот како тоа треба да се мониторира, кои се начините и како тоа да се известува за да имаме точни и веродостојни информации и секако таму каде што е можно да има докази, слики, линкови, евентуално некакви документи каде што се гледа дали има злоупотреба на административните ресурси. Рековте повеќе од 25 општини, значи ли тоа дека со оглед на тоа што 80 општини се нели во Македонија заедно со градот Скопје 81, не се сите офатени, претпоставувам дека тоа е по случајен избор. Да, тоа е по случајен избор, изборот на општините е по случајен избор. Особено се внимаваше на делот значи да бидат вклучени поголемите урбани општини, меѓутоа да има и помали урбани или рурални општини, бидејќи пак праксата од претходните избори покажала дека некако урбаните општини многу повеќе знаат и внимаваат на овие работи, додека пак помалите урбани или рурални општини не знам дали поради недостаток на знаење, поради недостаток на информации, пак и не се внимава толку многу, а пак од друга страна пак и населението и граѓаните не може да препознаат дали и кога има потенцијална злоупотреба на административните ресурси. Во овој дел морам да напоменам дека и граѓаните ќе бидат вклучени во процесот на мониторинг, на наблюдување, односно ние како организација заедно со сите монитори ќе ги наблюдуваме и ќе ги мониторираме сите овие процеси, меѓутоа секако и граѓаните ги повикувам официјално да се обратат на нашата Facebook страна Лак Агролидер со кирилична поддршка или на нашиот мејл lakagrolider@gmail.com и да пријават доколку се сомневаат или знаат, имаат некакви сознанија за потенцијална злоупотреба на административни ресурси, па после тоа ние да можеме дополнително да го истражиме. Исто така граѓаните ќе бидат вклучени преку информативни сесии во заедниците, кои што ние веќе почнавме да ги закажуваме, со тоа што самите тие ќе бидат запознати со проектот, што опфаќа проектот и што е она што тие може да го пријават. Првично секако да бидат запознати што е тоа потенцијална злоупотреба на административни ресурси, како што кажав, јавните простори, службените лица, службените возила, други материјали од општината или јавните институции, за да може да знаат и да се вклучат и да пријават, зашто сепак на крајот на денот сите тие ресурси се од граѓаните и платени се од буџетот на граѓаните, а не се платени од некоја одредена политичка партија или политички кандидат или советничка листа, за да може да ги користат како нивни. Талија спомнавме дека и граѓаните може да се вклучат, но граѓаните сигурно ги интересира што вие како наблюдувачи ќе наблюдувате или кој е начинот за да можете да ги наблюдувате и да барате, да анализирате дали воопшто има некакви злоупотреби во текот на изборниот процес. Ангажираните монитори работат на терен. Значи, нивниот ангажман е теренско следење, првично на јавните настани, на активностите на јавните службеници, како и на активностите на изборните учесници кандидати. Претежно мониторите работат на терен и се меѓу населението, значи во случај доколку некој било што забележи некоја злоупотреба, слободно може да пријави ке мониторите, зборуваме за општина Долна и за општина Струнјубица, се со цел да може соодветно да го аргументира тој случај мониторот, а исто така во соодветната форма да пополни, за да може да извести за оваа злоупотреба или прекршување. Сега што се очекува при следењето на јавните настани, тоа има за цел да се утврди дали општинските ресурси се користат за промоција на политички партии и на политички кандидати. Тука имаме за цел следење на неколку типови на настани, најпрво отворање на инфраструктурни или локални проекти. Зборуваме за периодот на предизборната кампања, исто така и на изборната кампања се до изборите. Понатаму имаме следење на културни манифестации во смисла на фестивали, изложби, разни видови на концерти и спортски активности и други настани кои што се организирани од страна на локални институции.
Конкретни активности на мониторите е да присуствуваат на овие настани и да ги идентификуваат користењето на ресурсите, конкретно на јавните простори, возила, опрема и персоналот. Понатаму да се забележи дали истиот тој настан се користи за партиска промоција во смисла на плакати, говори или разни видови на политички објави и сето ова да се идентификува или да се документира со фото и видео документација, да се утврдат овие неправилности и сето тоа правилно да се пополни во еден формулар. Вториот момент е следење на активностите на јавните службеници, кои што има за цел да се обезбедат податоци за учеството на јавните службеници во изборни активности и користењето на службени ресурси. Тука имаме наблюдување на присуството на градоначалникот, директорите, раководители на јавни предпријатија или на други јавни функционери на партиските настани, проверка дали службените возила, простори или вработените се користат за целите на кампањата и пополнување на извештаи, се со цел да имаме конкретни податоци за име и презиме и функција на службеникот, на функционерот, која активност и време и место на која активност бил присутен. Понатаму сето ова да се документира и правилно да се извести за овој настан. И на крај имаме следење на активностите на изборните учесници. Тука зборуваме за идентификување на злоупотребата на јавните ресурси од страна на кандидатите и политичките партии. Конкретни активности имаме наблюдување на настаните, дали се користат јавни простории во смисла на училишта, дворови од училишта, општински згради, спортски сали и други јавни објекти, понатаму користење на службени возила, автомобили или автобуси и користење или злоупотреба на вработените од јавните институции за кампањски активности во смисла на повици, организирање на разни видови настани. За сите овие прекршувања и злоупотреби исто така се обезбедува фотодокументација, видеодокументација и пополнување на конкретните форми на известување. Она што ове следев го забележав е дека недостигаат социјалните мрежи. Дали воопшто ќе ги следите социјалните мрежи како наблюдување и на каков начин тоа ќе се следи како еден вид на наблюдување? Сепак сметаме дека се она што се одржува и најлесно се шири е преку социјалните мрежи и во овој почетен дел од кога е започнат проектот веќе од 15 септември и започнавме со мониторинг и наблюдување, најпрво започнавме со социјалните мрежи каде што најпрво беа објавувани тие конкретни партиски активности, од каде што веднаш може да се забележи злоупотреба во смисла на користење на простори од училиштето, користење на училишните дворови, понатаму присуство на функционери, градоначалник или директори на јавни предпријатија кои што учествуваат во кампањата. Значи претежно во тој случај првични информации се добиваат преку овие социјални медиуми, меѓутоа сепак тие информации се примаат и сето тоа треба да се истражи, да се утврди дали сепак станува збор за злоупотреба. Конкретно дали со тоа училиште или јавна институција, таа политичка партија има склучено договор, дали е исплатен закуп за користењето на тие простории. Значи може да се користи, но треба да има договор за да може да се плати. Едно конкретно прашање. Доколку има ликовна изложба или некаков концерт, а кандидатот за градоначалник или кандидатката за градоначалник од одредена општина е таму присутен, како тоа ќе се анализира? Значи, видете, сите кандидати за градоначалници и градоначалнички настрана од работното време си имаат приватен живот и секако се вклучуваат во социјални и општествени активности. Присуството нивно на концерт или на ликовна изложба во галерија нема воопшто да биде документирано, бидејќи тука нема никаква злоупотреба, административна злоупотреба на ресурсите. Меѓутоа, доколку се случи
еве ликовна колонија и доколку кандидатот за градоначалник има свој говор, свое обраќање, во кое што обраќање ќе има елементи поврзани со изборната кампања или со одредена политичка партија, тогаш веќе да, тоа се смета за административна злоупотреба на ресурсите на локално ниво, бидејќи многу е битно да се свати како лицето, градоначалникот, градоначалничката или кандидатите, во кое својство присуствуваат на настанот. Доколку присуствуваат во својство, еве ако земеме градоначалник, доколку присуствува како градоначалник во работното време и тоа го најави дека присуствува како градоначалник, тогаш немаме злоупотреба на административните ресурси. Меѓутоа, ако има промоција на кандидат за градоначалник и доколку актуелниот градоначалник или директор или председател на совет присуствува и има свој говор во поддршка на тој кандидат, тогаш веќе тоа е злоупотреба на административна злоупотреба на ресурсите, бидејќи, како што кажав, градоначалникот или председателот на совет е градоначалник на сите. Директорот на комунално предпријатие е директор за сите граѓани, независно од тоа на која политичка партија припаѓаат или гласаат или се членови. Така што многу е танка границата, и треба многу убаво да се разграничи, меѓутоа затоа нашите монитори наблюдувачи се добро обучени во тој дел, точно да знаат како да распознаат, прво да видат и да го мониторираат присуството, а после тоа како да направат и една анализа на говорите на кандидатите или на моменталниот градоначалник или директор на јавна институција. Затоа кажавме дека граѓаните да може да се вклучат со тоа што ќе пријават кај нас, меѓутоа мониторите се тие кои што понатаму ќе видат и ќе го анализираат и ќе го истражат целиот случај за да се види, да се потенцира дали има злоупотреба на административните ресурси на локално ниво или нема злоупотреба. Реално како граѓани кои што не се обучени за ова не може да знаат, нормално ние не знаевме пред да ја поминиме таа обука, имавме основни познавања, меѓутоа не ги знаевме сите тие детали, затоа треба само да пријават кај нас и после тоа да се понатаму да се истражува целиот тој случај. Дополнително на ова јас сакав да кажам дека освен што ќе се следат социјалните мрежи, ќе се следат и веб страните на општините и на јавните институции и веќе се следат, како и страната на Биро за јавни набавки, каде што се објавуваат тендери. Конкретно ние ќе ги следиме од овие две општини, меѓутоа ако граѓаните знаат и за други општини, значи дали има објавување на тендерска документација во овој период или има потпишување на договор со одредена фирма која што на некој начин е поврзана со политичка партија, може да го кажат, може да не информираат, ние и тоа го наблюдуваме, бидејќи сепак потпишувањето на договор меѓу општината или јавната институција со некоја фирма сепак е злоупотреба, административна злоупотреба и треба да се анализира, да, зошто се потпишува во тој временски период, значи точно кога е предизборната кампања, дали собствениците или управниот одбор на таа фирма се дел од политичка партија, дали тоа ќе донесе дополнителни гласачи на одредената политичка партија и секако тоа е многу значаен дел кој што треба да се мониторира. Дополнително пак тука се вклучува и делот на финансирање на трети страни, каде што политичките партии се финансираат од наши пари, од пари на граѓаните и ние мора точно да знаеме политичките партии каде ги трошат тие пари. Во минатото сме биле сведоци дека не секогаш политичките партии објавувале целосно и детално каде ги трошат нашите пари за да се рекламираат, па и тоа ќе биде еден дел кој што ќе се следи. Сега популарно кажано инфлуенсерите, може инфлуенсери да бидат платени од политичка партија за да рекламираат и да споделуваат ставови за таа политичка партија, што апсолутно не е спорно и не може да биде, меѓутоа треба да има конкретно информација. Дали, колку пари се дале и кој е ефектот на дадените пари, пак ќе кажам пари на граѓаните. Во секој случај ова е комплексен процес кој што навистина треба многу работа и добро поврзување и со граѓаните, но и секако добра обука, како што рековте, за да се знае точно, бидејќи е танка линијата меѓу она што значи коректност, фер
и злоупотреба. Ајде уште еднаш да повториме на кој начин можат да ве контактираат граѓаните и како можат да стапат со вас во контакт и што може да се очекува во наредниот период од вас како организација која што на терен ќе спроведува одредени активности најблиску не е општина Долнени, но и во општина Струмица. Граѓаните може да не контактираат, да не информираат преку нашата официјална веб страна lakagrolider.mk. Може да не контактираат на социјалните мрежи lakagrolider со кирилична поддршка на Facebook или преку мејл lakagrolider@gmail.com. Всушност, доколку ја отворат веб страната lakagrolider.mk, тука ги има сите наши социјални мрежи, тука има адреса, има контакт број, има мејл адреса за точно доколку не слушнале или не запамтиле, како може да не информираат или да ни потенцираат за некоја можна потенцијална злоупотреба. Она што понатаму се очекува е секако мониторинг активности на терен, како што каже Италија, во овие општини, но и не само во овие општини, туку и во сите повеќе од 25 општини, додека трае изборната кампања. Секако ние нема да заприме тука, после тоа ќе ги мониторираме и општините каде што ќе има и втор круг на гласање. Проектот официјално завршува на 15 ноември, меѓутоа кажувам проектот завршува на 15 ноември, ова е како што кажавте комплексна тема. Првите резултати ни треба време за да може да се сумираат сите резултати, да се презентираат така како што треба, да бидат достапни до граѓаните, така што првиот извештај се очекува да биде готов некаде пред 31 декември, значи пред Нова година првичниот извештај, а после тоа и конечниот извештај. Како втора фаза пак на овој проект, продолжува фазата на мониторинг на предизборни ветувања, односно ветувања кои што ги имал градоначалникот или градоначалничката во нивната изборна програма. Тоа веќе ќе почне да се спроведува од јануари-февруари натаму, кога веќе ќе ги имаме одбрано градоначалниците, градоначалничките, председателите и председателките на совет. Ќе имаме точно нивната програма и ќе гледаме и ќе мониторираме што е тоа што за наредната 2026 година е предвидено од програмата да се реализира, дали воопшто има неусогласеност или пак за некои проекти кои што се предложени во програмата треба многу повеќе од еден мандат на еден градоначалник. Свесни сме, многу малку од граѓаните ја читаат изборната програма. Мал е тој процент што ја чита изборната програма, па затоа ние сме тука да им предочиме точно да ги подсетиме, да ги подсетиме што ветиле и што е она што треба да го направат и да го исполнат. Рековме дека вие сте почнати речиси 2 месеци од кога се спроведува проектот. Дали досега сте забележале нешто на терен, што е она што дошло како аларм од вас, од граѓаните, или пак вие сами сте биле сведоци на она што е прекршување во однос на изборните случувања во овие две општини? Да, излагање јас истакнав дека веќе 2 недели се врши мониторингот на изборната кампања, веќе е изготвен тој првичниот извештај кој што од страна на мониторите беше испратен до донаторот, меѓутоа се тие неофицијални информации каде што забележавме прекршување, меѓутоа не некои екстремни прекршувања. Како што спомна и Даниела, најголем број на прекршувања настануваат во помалите општини за разлика од поголемите каде што веќе се запознати сите со овие правила. Забележавме во помалите средини конкретни прекршувања, ги спомна во смисла на користење на просториите од училиштето за партиски митинг, конкретно и учество на директорот институција учествувал на митинг на политичка партија. Меѓутоа, овие сите информации сумирани за општините Долнени и Струмица, како и за целата држава, ќе бидат од страна на ИФЕС објавени во конечниот извештај. Да, тие треба да се процесуираат и да се добие извештајот. Јас чинам дека се што требаше во однос на тоа граѓаните да се запознаат и вас да ве запознаат како наблюдувачи, го кажавме, доколку има одредени работи што воопшто не ги спомнав, не можете да се дополните на разговорот.
Сметате ли дека има потреба од дополнителни информации во однос на проектот? Дополнителни информации нема, меѓутоа ја сакам уште еднаш да посочам и да ги повикам граѓаните и тие да следат и тие да информираат за потенцијални злоупотреби на административните ресурси на локално ниво, зашто сепак ќе спомнам дека тоа се наши пари и не може секој да ги користи како што сака за своји приватни или политички цели. Јас ви благодарам на двете. Се надевам дека кога ќе се сумираат резултатите и го имате извештајот, повторно ќе ни бидете гостинки во студиото, да кажеме колку се почитуваат демократските процеси и колку сме научиле во овие 30 и нешто години демократски процеси, дека е точно така како што Даниела ти кажа, дека навистина тоа се наши пари и не треба да се злоупотребуваат, особено во овој изборен период. Почитувани, разговаравме со Даниела Цветановска и Италија Петреска од Лака Агро Лидер за мониторингот на можни злоупотреби на административни ресурси за време на локалните избори 2025 година. Како што беше истакнато и во разговорот, и вие самите можете да се вклучите во однос на ова наблюдување, доколку стапите во контакт со нив и тоа доколку ја посетите нивната веб страна Лака Агро Лидер или пак Facebook страната. Ви благодарам.